денес се одржаа јавни седници за предметот Таргет и Тврдина и за уште еден предмет. Така што завршија јавните седници, сега сме во исчекување на одлуките на апелациониот суд. За Титаник нема да има? За Титаник не знаеме се уште, очекуваме да не извести апелациониот суд. Имаме жалби вложено, меѓутоа очекуваме известување од судот. За Мјалков бевте пократки во однос на Горан Груевски, кажавте повеќе причини зошто сметате дека треба да има притвор. Може ли чисто поради камерите јавноста да ги повторите? Вака, разликата е во тоа што за обвинетиот Горан Груевски на товар му се ставаат кривични дела за кои што е запретена казна затвор од 5 години или повеќе. Тоа подразбира дека за него постојат 3 основи поради кои што може да биде определена мерката притвор, тоа се и повторување на делото и влијание на сведоците и опасност од бегство. Затоа и експозето за него беше подолго, додека за обвинетиот Мијалков му се ставаат на товар кривични дела до 5 години за кои што е пропишана казна затвор и заради тоа може да се определи притвор само по однос на точката опасност од бегство, заради тоа во излагањето бевме и пократки. Неговата одбора света дека политички се манипулира со предметот за Мијалков и дека не треба за вакво дело да се бара мерка притвор. Ваш коментар? Значи, постапувајќи како обвинители и предходно, секогаш се бара мерка притвор кога постојат околности за определување мерка притвор без оглед на тоа за какво кривично дело станува збор и колкава е запретената казна. Во конкретниот случај ние постапуваме исклучиво врз основа на докази, тоа е нашето постапување од денот број 1 па и до ден денес, така што нашето барање е исклучиво врз основа на поднесените докази и не би рекла дека држат основите за тоа дека станува збор за политички прогон, напротив, ги негираме таквите наводи на одбраната во целост.